Вести на Канал 8. Револтирани и непријатно изненадени се сопствениците на угостителските објекти од барањето на локалната самоуправа на Кочани за нивно финансиско учество во манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Општината бара секој објект да плати по 6000 денари за одржување на оризовата бела вечер, барање на кое не се согласуваат угостителите. Сопствениците на угостителските објекти во трговскиот центар во Кочани, револтирани и непријатно изненадени од барањето на локалната самоуправа за нивно финансиско учество во манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз 2015, односно во одржувањето на оризовата бела вечер. Станува збор за учество на сите угостители што имаат угостителски објекти во трговскиот центар. Во барањето од локалната самоуправа што им пристигнало, стои дека трошоците околу техничкиот дел за одржување на оризовата бела вечер, како и за плаќање на пејачите кои ќе настапат, ќе плати локалната самоуправа. Но за збогатување на манифестацијата, секој локал треба да плати по 6000 денари. На тоа остро и револтирано реагираат угостителите, кои пред камерата на Канал 8 не сакаат да зборуваат, за да, како што велат, да не ги стави градоначалникот на тапет. Но зад камерите коментираат дека не се должни тие да плаќаат за настанот кој што го организира локалната самоуправа, оти тие ќе треба да го платат тоа од сопствениот буџет. Додаваат дека и тие цела година чекаат вечер кога ќе има многу народ за да направат промет, а парите ќе треба да ги дадат на локалната самоуправа. Во исто време прашуваат што ако некој од угостителите не сака да учествува во финансирањето. Дали тоа значи дека ќе има санкции или казни за оние кои нема да учествуваат за таквото збогатување на манифестацијата, како што стои во барањето од општината. Прашуваат зошто пред да стигне барањето, никој од одговорните од општината не дошол да се договори со нив за евентуални финансиски трошоци околу организирањето на белата вечер. Угостителите имаат директен профит од манифестацијата и треба финансиски да учествуваат во неа, велат одговорните од локалната самоуправа на Кочани, но и додаваат дека општината нема да принудува никој со сила, туку тоа е само барање на кое пожелно е да одговорат потврдно, затоа што има фирми и лица кои помагаат манифестацијата, а немаат директен профит од неа. Инаку, угостителите барањето за финансиско учество го добија пред една недела и во разговор со екипа на Канал 8 додадоа дека до одржување на оризовата бела ноќ ќе организираат средба меѓу себе, со цел да се договорат што ќе се прави и како треба да се постапи. На годинештава манифестација на оризовата бела ноќ, која што е планирана за 2 октомври во 21:30, ќе настапи Елена Ристевска и познати кочански групи. Кривична пријава заработи 21-годишно лице од Кочани кое според истрагата на полицијата поставило рачна бомба под автомобил. Настанот се случил пред 4,5 години на улицата Гоце Делчев. Надворешната канцеларија за криминални работи од Кочани по повеќе од 4 години го расветлува случајот во кој беше подметната бомба под автомобил паркиран во двор на улицата Гоце Делчев. Според полициски извори, по преземените истражни мерки било откриено оти експлозивната направа ја поставил 21-годишниот БМ од Кочани. За него постоело основано сомневање дека сторил 2 кривични дела: неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материи и предизвикување општа опасност. Поради тоа, полицијата против него поднесе кривична пријава до основниот јавен обвинител, при што се доставени и наоди за периодот и постапката во која била подметната бомбата. Пријавениот на 15 февруари 2011 година, откако неовластено набавил рачна бомба кашикара, постар модел, со запалка од рачна бомба М75, отишол на улицата Гоце Делчев во Кочани и во дворното место од семејната куќа позади задното лево тркало од неговото патничко моторно возило Мерцедес ја поставил бомбата и употребил непозната запаллива материја, при што дошло до експлозија и целосно пожарување на возилото, со што предизвикал и значителна опасност по животот и телото на луѓето. Полицијата не ги соопштува можните мотиви поради кои експлозивната направа била поставена под автомобилот. Нив пријавениот ќе треба да ги објасни во судската постапка, што се очекува да следува по пријавата. Општина Кочани конечно ќе реализира градежни работи за довршување на дел од главната Кејска улица Гоце Делчев во населбата Оризари. Објавен е јавен тендер за избор на изведувач,
а во изградбата ќе се вложат над 100.000 евра. Во две етапи ќе се решава комплетирањето на Кејската улица Гоце Делчев во Оризари, што како активност се најавува повеќе години. Причина за тоа е неопходноста од решавање на одредени технички работи околу имотно-правните односи на парцелите низ кои поминува сообраќајницата. Во првата етапа ќе се доизградува горниот дел, односно северно од така наречениот Витошки мост во должина од околу 340 метри. За оваа намена општина Кочани планира да потроши близу 6.600.000 денари, а при крај е рокот на распишаниот јавен тендер за избор на изведувач на градежните работи. Тендерот за вториот дел нагоре е веќе распишан, бидејќи се решија имотно-правните односи, а првиот дел имаме усмена согласност дека е прифатен, меѓутоа формално не можеме да го распишеме заради тоа што по други критериуми оди. Мислам дека ќе го имаме и писмено ова извести и дури тогаш можеме да распишеме тендер како општина да ја направиме скрос оваа Кејска улица, почнувајќи од мостот на М5 па до горе до целото село да помине. Според техничката спецификација, предвидена е целосна подготовка на теренот каде ќе поминува улицата, при што ќе се постават сливници и испусти за собирање на атмосферската вода, како и тротоари од двете страни на коловозот со просечна широчина од 1,5 метар. Тротоарите ќе бидат комплетирани со бехатон плочки, а улицата ќе се асфалтира со широчина на коловозот меѓу 5 и 7 метри. Според најавите од одговорните во општинската администрација, се очекува до крајот на оваа година да се разрешат имотно-правните односи за парцелите и околу долниот дел на улицата, односно од мостот кај црквата до незиното поврзување со патот Кочани-Виница. Со тоа ќе се создадат услови за комплетирање на една од главните сообраќајници за влез во Оризари, за што според предмет пресметката, вкупната вредност на градежните работи и асфалтирањето изнесува над 17.800.000 денари без пресметан данок на додадена вредност. Аикидо клубот Нико очекува помош од Агенцијата за млади и спорт да се реши проблемот со одземените термини во салата на основното училиште Никола Карев. Додека се чека на посредувањето, тренинзите се прекинати. Десетина дена по добивањето на писменото известување дека не можат за тренинзи да ја користат спортската сала во основното училиште Никола Карев, членовите на Аикидо клубот Нико од Кочани се уште се во неизвестност како понатаму ќе продолжат со работа. Случајот веќе стигнал до повисоко ниво, односно минатиот петок била известена Агенцијата за млади и спорт, од каде прифатиле да се вклучат во разрешувањето на проблемот. При тоа било најавено дека во рамките на своите надлежности агенцијата ќе направи испитување дали клубовите и другите здруженија што во моментот, а и претходно тренирале во оваа и другите сали во Кочани, имаат договори за користење на термините во објектите. Исто така ќе се испитува дали тие се регистрирани во агенцијата, односно имаат ли добиено дозвола да се занимаваат со спортска дејност. Со ова треба целосно да се разјасни дали се работи за легална постапка и како се реализира користењето на спортските објекти кај нас. За случајот со Нико била известена и Аикидо Федерацијата на Македонија, од каде стигнала безрезервна поддршка на барањето на клубот да се продолжи рокот на договорот за користење на салата. Федерацијата стапила во контакти со Агенцијата за млади и спорт и се заложила да помогне во контактите со локалната самоуправа на Кочани за целиот случај да добие позитивна завршница. Раководството на клубот на протестниот собир што пред една недела се одржа во дворот на основното училиште Никола Карев се закани дека е подготвено да започне и соодветна судска постапка. До почетокот на идната недела тие се во очекување дали стотината членови кои тренираа аикидо, како и големиот број посетители на вежбите по кардио-фитнес ќе си ги добијат назад термините за користење на салата. Во меѓувреме, поддршка за клубот доаѓа и од граѓаните, кои во директните контакти и преку социјалните мрежи на интернет велат дека Нико треба да продолжи со работа како и досега. Остварување на правото на здравствено осигурување, ослободување од плаќање партиципација и остварување на правото за боледување се најчесто поставувани прашања од страна на осигурениците во текот на отворените денови на Фондот за здравство во Кочани, кои започнаа пред 2 месеци и траат се уште.
Се уште траат отворените денови за осигурниците во Фондот за здравство во Кочани. За остварување поголема транспарентност во работата на фондот, како самостојна финансиска институција која врши дејност од јавен интерес и го спроведува задолжителното здравствено осигурување на територијата на Република Македонија, од пред 2 месеци секој четврток во седмицата Фондот за здравство во Кочани организира отворени денови. Целта е подостапно информирање на осигурниците во делот на остварување на нивните права и обврски од здравственото осигурување. Од Кочанската подрачна служба на фондот информираат дека граѓаните најчесто прашуваат и се интересираат за начинот на остварување на правото на здравствено осигурување, ослободување од плаќање и партиципација, како и остварување на правото за боледување. Најголем број лица кои прашуваат за рефундација на парите за лекови, како и за ортопедски помагала, се пензионерите, истакна раководителот на подрачната единица на Фондот за здравство во Кочани Лазар Настевски. Раководството на фондот и понатаму ги повикува сите заинтересирани осигуреници, доколку имаат одредени прашања во врска со остварување на нивните права од здравственото осигурување, секој четврток да дојдат во Фондот за здравство и да се информираат за се што ги интересира. Службите за таа цел работат од 10 до 15 часот и се отворени за комуникација со граѓаните. За успешно реализирање на овој проект, раководителите ги преземаат потребните активности. На видно место во подрачната служба е истакнато соопштение за отворените денови. Во проектот се вклучени повеќе вработени од службата и се врши прием на осигурниците. Заради дефицит од парцели, обезбедена е нова површина од 1000 метри квадратни на виничките градски гробишта. Најмногу погреби во Виница во првото полугодие од годината биле извршени во месеците февруари и март. Заради дефицит од парцели, Општина Виница и комуналното јавно предпријатие Солидарност обезбедија нова површина од 1000 метри квадратни. За 6 месеци 49 погребувања на православните гробишта во Виница. Согласно информацијата за одражување на православните гробишта во периодот јануари-јуни, на православните гробишта погребани биле вкупно 49 лица, најмногу во февруари и март 28 мажи и 21 жена. Надоместокот за погребални услуги е во износ од 110 денари во сметката за комунали. Во приближно истиот период минатата година во Виница започна да функционира градската капела. Семејствата на починатите лица се должни во рок од 2 часа по смртта на нивните најблиски да ги известат надлежните. Капелата работи 24 часа, а цената на услугите варира од 2000 до 3000 денари во зависност од услугата. Согласно законот, сите општини мораат да имаат градска капела. Виница ја пушти во употреба многу подоцна од Кочани, а останатите помали општини во регионот дури сега завршуваат со изградба на вакви објекти. Во Виница ќе се одржи вокално-инструментална програма за македонските револуционери на националниот ансамбл Танец. Концертот ќе се одвива на платото пред Домот на културата Тошо Арсов. Во организација на Домот на културата Тошо Арсов од Виница ќе гостува ансамблот за народни игри и песни Танец со несекојдневна вокално-инструментална програма посветена на македонските револуционери. Програмата е предвидена за петок, 18 септември, со почеток во 19 часот и 30 минути на платото пред Домот на културата. За танец е излишно да се трошат зборови. Националната установа, ансамблот на македонски народни песни и ора, представува символ на македонскиот фолклор, традиција и култура веќе 6 децении, културен амбасадор кој несебично ја презентира и споделува богатата македонска традиција во земјата и во светот. Веќе 6 децении танец со своите уникатни носии со кои настапува, представува вистински подвижен историски музеј на македонското материјално и нематеријално културно наследство, кое како и народниот вес е длабоко врежано во подсвеста на секој македонец. За успехот на танец говорат бројните добиени награди и признанија, како што се 11 октомври, Климент Охридски, наградата од градот Скопје 13 ноември, како и орденот на заслуги доделен лично од председателот на Република Македонија. Танец има учествувано на над 4500 концерти и подиуми во земјата и во светот пред околу 8 милиони гледачи. Овој концерт ансамблот Танец го планира само во неколку градови во Македонија, меѓу кои и во Виница, благодарение на успешната соработка со фолклорниот ансамбл Китка од Истибања и Домот на културата Тошо Арсов.
И за крајот вестите спортската информација. Викендов повторно ќе се игра праволигашки фудбал во Кочани. Брегалница го пречекува младост, а овие надпревари се најатрактивни од целокупната фудбалска понуда оваа сезона. По 2 недели абстиненција, кочанската публика повторно ќе има можност да проследи праволигашки фудбал. Во следното 7 коло, Брегалница ќе биде домакин во Кочани на екипата на Младост. Надпреварот се игра в сабота со почеток во 15 часот и 30 минути. Останатите надпревари од колото се играат в недела во истиот термин, а се среќаваат Хоризонт Турново Металург, Ренова Вардар, Работнички Шкендија и Силекс Шкупи. Ова ќе биде само втор надпревар на штипскиот праволигаш на стадионот во Кочани. Во првиот загуби од Вардар. За праволигашките надпревари, сезонава има најголем интерес од страна на кочанската публика. Тој разбирливо со оглед на разликата во квалитет помеѓу овие и надпреварите од Третата лига Исток, каде попатно кажано Осогово со 2 пораза на домашен терен и 1 гостинска победа е на 9-та позиција од табелата со 3 бода, 5 постигнати и 5 примени гола, додека Слуга 134 е само 1 позиција погоре со исто така 3 бода, но и подобра гол разлика од 7:4. По 2 одиграни кола најдобро котираат жените. ЖФК Кочани има 6 бода. ЖФК Кочани има 6 бода, но во моментот е на втората позиција поради подобрата гол разлика што има Драгон 2014 од 13 постигнати и ниту 1 примен гол, за разлика од кочанскиот праволигаш со 7 постигнати и 1 примен гол. Младост Иднина Саоризари во моментот е на 7-та позиција со 3 бода и гол разлика од 2:6. Почитувани, тоа беа предвидените содржини за ова издание на вестите. Ви посакувам пријатна вечер. Довидување.